Колеги и колишки пратеници, скандалозно е ова што денес се обидува да се најде на дневен ред повторно законот за игри на среќа со европско знаменце. Најверојатно ова само уште еднаш го потврдува падот на ова парламентарно мнозинство и оваа влада. И скандалозно е како така само наречената европска прогресивна влада немаше слух за сите апели кои што стигнуваа поврзани со овој закон за игри на среќа. За потсетување, во врска со ова законско решение реагираше делегацијата на Европската Унија, каде што амбасадорот јасно кажа дека се злоупотребува европското знаменце и дека истиот не може да служи за скратена постапка, каде што законот нема никаква поврзаност со европска регулатива. За овој предлог на текст на закон, кој што е доставен од првиот премиер на коалицијата СДСМ-ДУИ, реагираше австрискиот амбасадор, кој што дури и упати писмо не само до владата и до пратениците, каде што јасно кажа дека се злоупотребува европското знаменце за партиски цели, ја би рекла, за институционализирање на рекетот, криминалот и незаконието на вице-премиерот во владата и на оваа влада. За ова остро реагиравме и ние како ВМРО, ДПМН и коалиција, заради тоа што во изминатите 3 години европското знаме се користеше исклучиво и само за злоупотреба на процедурите во собранието, на обиди за замолчување на опозицијата секогаш кога имаше што да каже во делот на подобрување на законското решение, за разлика од друга страна, парламентарното мнозинство и оваа влада перцепцијата за европското знаме го гледаше исклучиво и само низ призма за узаконување, повторно ќе повторам, или институционализирање на штетните владини политики, штетните законски решенија и тоа како што е законот за игри за среќа. Потоа следеше фамозната даночна реформа на каде што ставија европско знаменце и многу други бројни закони кои што исто така се најдоа во извештајот на Европската комисија за Македонија. Имено, ова што го говоревме ние и каде што алармиравме изминатиот период дека ваквото однесување, не европско однесување, не народно однесување од страна на владата и парламентарното мнозинство ќе биде најнегативно оценето. Ова го кажав и од Комисијата за европски прашања одговорница во јуни месец, дека ќе го добиеме најнегативниот извештај од страна на Европската комисија за работењето на ова собрание, на оваа комисија, се потврди токму пред 2 недели. Имено Македонија го доби најлошиот, најнегативниот извештај. Ова само наречена прогресивна европска влада има полош извештај и од, како што тие милуваат да велат, заробената држава, но она што денеска граѓаните многу скоро од сега ќе ви го кажат, ние сме една заробена држава, еден режим од највисок степен, како што не сме сретнали, не сме сведочили од независноста на Република Македонија. Вие имате најниската оцена, истовремено поврзано токму со законските решенија, ја имате, подпредседателот ќе ве замолам за подоцна да продолжите со муавет заради тоа што говорам и сакам да се фокусирам на оно што треба да го кажам, а притоа говорам и за случувањата во собранието. Имено Комисијата за европски прашања најлошо на оцената заради тоа што токму во делот на како се носат законските решенија во собранието, статистика има и Европската комисија за вас, колеги, и вели дека повеќе од 50% од законите кои што се донесени во собранието се донесени со злоупотреба, односно во скратена постапка користејќи го европското знаме. Што значи дека вие апсолутно
Успеавте на се да ставите европска знама, само за да ги протнете вашите партиски агенди. Затоа велам дека, впрочем, овој закон и овој очај на заминување, пред заминување, да го протнете и овој закон, и најверојатно со право народот вели уште колку ќе го товарите торбичката пред да се заминете, на штета на народот, на штета на државата и на штета на сите слободоумни и вредни граѓани кои што станаат честни граѓани кои што станаа во оваа држава, а само за вие и неколкумина од власта да се за жал нешто повеќе збогатите на сметка на оваа држава. Страшно е ова што се случува во собранието денеска. Замислете во пресред на министерскиот состанок на ОПСЕ, а пред само 2 недели на добивањето на извештајот од Европската комисија, и многу ме интересира кога ќе дојдат високите представници како вие планирате да ја представите демократијата која што апсолутно ја злоупотребивте во овој дом. Ќе повторам и апсолутно до крајот на вашиот мандат ќе го повторувам ова од оваа говорница, на сметка на честниот народ и честните работници. Затоа имате најнегативна, односно имате нула. Не најнегативна, ви имате нула. Нема напредок. Па колешке, читајте го извештајот. Ви гледам чисто сте по емисии, почнаа само бисери да ви варат, читајте извештај. Нема напредок, нула, колешке, правосудство и фундаментални права 23, нема напредок, нула. Режимот додека шкртавте по улиците, боевте и го уништувавте културното наследство, а камче не поместивте шајка, не закувавте изминатите 7 години. Европската комисија ви дава нула. Вие можете да ми дофрлате од листа, јас немам проблем со тоа. За почеток да ве посоветувам, прво да го читате извештајот, ова не го вели Марија Петрушевска, ова го вели Европската комисија, и најверојатно вашата болка е токму кај вас од таа причина, заради тоа што не можете да се носите дека за жал ја донесовте најлошата оцена, односно на нула, така сте оценети, како една нула, огромна нула во вашето работење, на штета на македонскиот народ, на штета на граѓаните кои што живеат во Македонија, на штета на сите населени места, на штета на стопанството, на институциите. Донесовте колапс и така сте оценети во најклучните сектори, но за многу скоро од сега. Па воздржите се, ви имате право да се пријавите на реплика, ќе ви реплицираме, ќе аргументираме. Имате огромна нула за вашето наработење, истата таа нула за многу скоро од сега, како што Европската комисија ви ја даде, како што сите амбасадори алармира, ќе се потврди и на изборите од сега. Ќе одите во една длабока опозиција, а за ваквите штетни закони, верувајте, ќе има одговорност. Ви благодарам.